Изјавата на господинот Јанша, односно неговото писмо до господин Баросо, во кој бараше и ургираше со еден збор, новинарска забелешка, Македонија да ги добие датумот за преговори. Дали можете да влијаете во контекст на сето тоа дека Грција наведува, најавува на вето за нашето целосно членство во НАТО, имајќи фактор што Америка беше јасна дека нема да стане никако не може да стане збор за вето, туку реформите да бидат што побрзо имплементирани. Пред да дојде до какво да е заострување, треба многу уште да се зборува, треба многу да се објаснува, да се толкува. Мислам дека има многу прилики за тоа да се направи и Македонија да ги објасни своите ставови. Но се разбира, Европска Унија од една страна, но и НАТО се доста комплицирани организации, каде што има многу членки. И ке треба на своја страна да ги придобиете бројните држави и ке треба многу да се објаснува. Но тоа што ми се чини суштински, тоа што ќе предоминира, тоа што ќе реши, тоа се де факто реформите и тоа се факти, тоа се действија во областите одбранбените способности и областа на политиката, во областа на демократијата, човековите права, судството и така натаму. Некои проблеми се фактички, но некои се поврзани со комуникација, односно со информирањето. Што се однесува на фактите, тоа е во рацете, целосно во рацете на македонската влада, односно на македонските власти. Но тоа што се однесува на комуницирање, на информирање, тука Словенија може да помага. Што се однесува на фактите, можеме исто така да помагаме. Тука мислам пред се на совети, на посредување, на пренесување на искуства на Словенија, која тој пат веќе го поминала. Вашиот колега, господин Милошевски, рече свршувачката со НАТО е готова, ја чекаме свадбата. Дали може да биде се окей за време на вашето председателствување, како што очекуваме на Букурешкиот самит тоа да се случи? А во контекст на тоа додаде и уште едно кусо прашање, дали некој може да се поигрува со безбедносната ситуација во Македонија, за да си го реши статусот на Косово. Еве, денеска имавме немили инциденти во кои животот го загуби еден припадник на безбедносните сили. Македонија ужива и ке ужива поддршка на Словенија во двете институции, како Европската Унија, така и во НАТО. За да биде работата сосема решена, завршена, не може да се каже. Што се однесува на безбедносната ситуација во Македонија, не ми е позната толку добро како вас. Бев информиран за инцидентот денес и многу жалам и од ова место изразува мое соочувство на семејствата на тие кои што починала. Секако тоа не се добри знаци. Предпоставувам дека може да се толкува тие настани на различни начини, но јас немам доволно податоци за да можам да ги толкувам тие настани. Јас повеќе ќе знам од кога ќе разговарам со пријателите овде во Скопје и бидете уверени дека Словенија ќе биде таја што прво, објективно ќе ја представи состојбата во Македонија, каде што за тоа ќе биде прилика и дека при толкувањата ќе биде наклонета на Македонија. Дали да очекуваме дека свадбата, односно Букурешкиот самит, ќе донесе позитивен изглед, ова решение?
Секоја најава je rizična. Јас немам никаква сигурна информација, но посакувам Македонија заедно со Хрватска и Албанија да стане членка на НАТО. Словенија секако ќе даде свој глас за тоа. Многу благодарам.